Голем број на шпекулации се расширија деновиве околу неможноста на фудбалскиот клуб Осогово за плаќање на котизацијата за влез во втората фудбалска лига. Сепак од клубот ги демантираат информациите дека клубот нема обезбедено пари за влезот во лигата. Веќе до понеделник истокот ќе го добие и третиот второлигаш со уплатата на учеството во неа. Најдено е решение така да ќе ни бидат уплатени 250.000 што беа обекени од градоначалникот, ќе бидат пуштени на сметката. Остатокот исто најдено е решение така да котизацијата ќе ја уплатиме навремено према Фудбалската федерација на Македонија, ќе бидеме раздолжени. Осогово ќе ги комплетира 500.000 денари со 250.000 обезбедени од општина Кочани. 120.000 обезбеди преку Петровденската награда, пари кои до префрлањето на сметка на клубот на 12 јули, Осогово ќе ги обезбеди преку позајмница. Преостанатите 120.000 клубот веќе ги обезбедил преку спонзорства од приватни компании. Со ваквото решение Осогово сепак ќе успее до крајот на рокот на 10 јули да ги покрие сите обврски конфедерацијата. Што се однесува до останатите трошоци внатре во клубот, средства ќе се комплетираат дополнително. Од Осогово веќе размислуваат и за засилување од земјава и странство. Со играчи се преговара, ќе имаме нешто и од страна играчи. Целта ќе биде да можеме да обстанеме спрема буџетот кој го имаме на располагање. Ние сме, може да речеме, едни од најслабите со буџет од сите второлигаши. Така да целта ќе ни биде да обстанеме во втората лига. Во меѓувреме се подмируваат и обврските на Прегалница и Каменица Саса, така што веќе во понеделник истокот ќе ги добие своите 3 нови второлигаши.